Благодарам, почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите. Навистина ми е задоволство што денеска практично започнува реализацијата на проектот кој што го направивме со цел да излеземе во пресред на потребите на граѓаните на нашата земја кои што живеат и работат надвор од Република Северна Македонија. И еден од клучните проблеми беше дека се среќаваат со проблем на брзо и навремено аплицирање за патни исправи или за било каков личен документ. Министерството за внатрешни работи и јас лично, моите соработници, ова прашање го иницииравме уште пред 4 години и на седница на влада и пред Министерството за надворешни работи, сметајќи дека треба да направиме сериозен исчекор кој што би бил во функција на добивање целосно на брза и на ефикасна услуга, односно брзо и ефикасно остварување на уставните права на граѓаните. И затоа ми е драго што денеска можеме заедно со мојот колега Бујар Османи да конечно го ставиме во функција овој систем. Имаме вкупно 15 базни станици, од кои што 9 фиксни и 6 мобилни. Тоа значи дека во 15 дипломатско-конзуларни представништва ќе се инсталираат и тие приоритети ги одреди Министерството за надворешни работи согласно со бројот на луѓе кои што живеат во тие држави и согласно со потребите, односно можноста да таму во тие дипломатско-конзуларни представништва најголем број од граѓаните може да ги остваруваат своите права. Овој систем ќе го користат службените лица од Министерството за надворешни работи и на тој начин практично ќе се фотографираат, ќе ги прибираме биометриските податоци, се што е потребно за да една патна исправа или личен документ биде пратен на одобрување во Министерство за внатрешни работи и во производство кое што исто така го прави Министерството за внатрешни работи. Сега, прв пат после независноста, ние ќе имаме можност граѓаните во државата и граѓаните кои што живеат во диаспора да имаат еднакви услови во издавањето на личните документи. Мислам дека досегашниот начин на функционирање на работа во кој што најмногу според плановите 4 пати во годината оделе наши служби од Министерство за надворешни работи се со цел да ги приберат податоците и после тоа да се врши одобрување и практично производство на патните исправи, ќе биде возможно тоа да се случува секојдневно, во секој момент, таму каде што се инсталираат овие базни станици. Нема потреба да правиме претходни планови и на ист начин како да се вадат овие патни исправи и во Северна Македонија и во диаспората. Ја надминавме оваа состојба како одговор на тие барања кои што ги имаат нашите граѓани. Ние преземавме како министерства повеќе активности, се со цел да може да се реализира целиот овој проект. Разговаравме и сега пред оваа средба, договоривме дека е добро да продолжи овој проект и е добро секој едно дипломатско-конзуларно представништво на Република Северна Македонија да има своја базна станица и практично да ги ставиме во еднаква рамноправна положба секој еден наш државјанин кој што живее било каде во светот да има еднаков пристап до остварувањето на своите права. Сега мислам дека и пандемијата со COVID-19 ни покажа колку е важно и колку е потребно да имаме ваков систем за функционирање. Бидејќи рестриктивните мерки кои што се востановуваат секаде во државите низ светот со цел да се спречи ширењето на пандемијата, во најголема мера влијае и во остварувањето на ова право, односно на добивањето на
патните исправи. И тоа беше причината зашто и го продолживме рокот на важност на патните исправи до 31 декември 2021 година, заради тоа што заради тие рестрикции не беа во можност службите да заминат, да ги однесат мобилните базни станици, да ги вратат повторно назад и да се направи производство на тие патни исправи. Ова е уште една потврда за нашата цел, за нашите приоритети и за нашиот принцип на работење во кој што како влада утврдивме дека секој еден граѓанин или мерките кои што ќе ги превземаме ќе бидат врз основа на принципот секој еден граѓанин мора да биде важен за нашата земја и кога зборуваме за важноста, зборуваме токму и за тоа дека не е важно кој каде живее, мора да има еднаков пристап и еднакви услови. Ако сакате и тој принцип на едно општество за сите се отварува исто така на овој начин, заради тоа што нема поделби само по национална, верска или друга поделба. Туку едноставно имаме поделба и по тоа кој каков пристап има до остварувањето на правата и до податоците. Така да, овде сметам дека правиме добра работа заради тоа што преку реализација на овој проект, преку можноста секојдневно во ДКП-ата, било каде, дали е тоа Германија, Австрија, дали е во Италија, дали е во Швајцарија, во Соединените американски држави, Австралија и така натаму, таму каде што најмногу живеат наши државјани, ќе можат да ги остваруваат овие права. На тој начин ја намалуваме можноста за гужви во летните периоди овде во Република Северна Македонија. Бидејќи досега заради начинот на кој што се издава, многу од луѓето планира кога ќе дојдат на одмори во државата, тогаш да ги вадат своите лични документи и затоа тие месеци, јуни, јули, август и септември беа месеци во кои што имавме најголем број на барања. Ако исклучиме ова 2021 година во која што имаме енормно зголемени барања во овој дел. Јас сум длабоко убеден дека преку оваа услуга која што ја овозможуваме за нашите граѓани, најпрво во овие конзуларни представништва, значи вкупно 15 во кои што ќе бидат базните станици, а во иднина и во сите останати, прво ќе ја зајакнеме врската на нашата диаспора со матичната држава и ќе ги создадеме тие добри услови кои што сите ги очекуваат. Што се однесува до техничките детали, соработката помеѓу двете министерства, значи Министерството за внатрешни работи и Министерството за надворешни работи, ќе биде остварена преку меморандум за соработка, а правната рамка ќе е пропишана во упатство за начин и постапка за поднесување на барање за издавање на пасош во дипломатско-конзуларни представништва на Република Северна Македонија во странство, како и за начин на водење на евиденција за поднесените барања, кое што упатство е подпишано од двете министерства, ќе го доставиме до влада, очекувам дека на наредна седница на влада ќе биде донесено и веднаш после тоа, нареднава недела очекувам да го подпишеме и меморандумот за соработка и на тој начин да овозможиме практично реализација на целиот овој проект. Инаку, за сите овие 15 базни станици, колку што во овој момент ќе се користат и по една базна станица која што треба да остане во Министерството, значи вкупно 16 базни станици, ние при набавката потрошивме околу 150.000 евра пари од буџетот. Кој ќе погледнете која е сумата и какви се потребите и бенефитите за граѓаните, сметам дека само неактивноста, неводењето сметка за граѓаните, ги остави граѓаните 30 години да имаат голгота при вадење на лични документи надвор од државата. Благодарам.